Благодарам, председателе, почитувани колеги од СДСМ, кога зборуваме за морал и одговорност, не можеме да останеме неми пред сериозните информации кои во изминатиот период излегува во јавноста, а кои директно засегаат довербата на граѓаните баш во овие институции. Според објавени наводи и документи изминатиот период кои се појавија во медиумските извештаи, во периодот кога Љупчо Николовски извршувал функцијата министер за земјоделство, со негов потпис се поврзува постапка за дадување на земјиште во подрачјето на град Скопје или општина Бутел од 1564 метри квадратни градежно земјиште. Замислете, се посочува збор дека станува за градежно земјиште во градежен район, а е заведено како земјоделско земјиште. Ова земјиште е дадено под закуп од 70 години за лешников насад. Градежно земјиште за лешници. Почитувани граѓани и колеги, ова не се мали административни недоречености. Ова се сериозни прашања кои твараат сомнежи за злоупотреби, нетранспарентно постапување и потенцијално фаворизирање при управување со државен имот. Дополнителна загриженост предизвикува и фактот што во текот на 2021 и 2022 година во Агенцијата за катастар биле евидентирани околу 20 фалсификувани договори за државно земјоделско земјиште. За овие случаи се поднесени пријави до Министерството за внатрешни работи. Особено загрижува што за дел од тие договори Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство никогаш немало објавен оглас, односно договорите биле вклучувани повикувајќи се на поништен јавен повик, при што отвара сомнеж дека од странките биле земени одредени парични надоместоци. Прашањето кое мора јавно да се постави е: како е можно земјиште со висока урбана вредност да биде третирано на начин што отвара простор за сомнеж или дадено како земјоделско земјиште за лешников насад? Која носи оваа одговорност за тој период? Доколку овие наводи се точни, тогаш не зборуваме за техничка грешка, туку за сериозен институционален пропуст или намерна грешка, а таа мора да има име, презиме и одговорност. Благодарам, председател.